Почитувани граѓани на Струмица, почитувани представници на медиумите. Денеска во секторот за внатрешни работи во Струмица продолжуваме со серија посети на секторите за внатрешни работи низ државата во рамки на проектот на Министерството за внатрешни работи насловен како Отворен кабинет, како дел од концептот МВР за граѓаните. Преку овој проект сакам лично и непосредно да ги слушнам мислењата на граѓаните, како полицијата да придонесе за поголемо спокојство на секој поединец, бидејќи тука сме пред се за граѓаните, да се грижиме за нивната безбедност на нашите градови и генерално на безбедноста на државата. Утринава остварив работна средба со раководството на секторот за внатрешни работи во Струмица. Бев запознат со безбедносната состојба на подрачјето, која што е стабилна и без никакви елементи за нарушување, со состојбите со криминалитетот и активностите кои што ги превземаат полициските службеници во насока на намалувањето на стапките на криминалитетот во приоритетните области, одржувањето на јавниот ред и мир во делот на сообраќајот и безбедноста во сообраќајот и секако превенцијата како еден од клучните делови во работењето на полицијата со цел да се подигне безбедноста на подрачјето на едно повисоко ниво. Согласно сите показатели кои што беа презентирани, имаме безбедносна состојба која што е поволна во моментот и таа е особено важна за локалната заедница, за економскиот развој и напредок и е во рамките на глобалната проценка за безбедносната состојба во државата во овој момент. Интересно е да се истакне дека откривачката дејност или ефикасност во делот на вкупниот криминалитет во рамките на секторот за внатрешни работи во Струмица во првите 10 месеци од 2023 година бележи зголемување за дури 21%. Тоа говори за сериозна ангажираност на сите ресурси на секторот за внатрешни работи во откривањето на кривичните дела. Зголемената ефикасност во текот на 23 година имаме и во делот на класичниот криминалитет, каде што реализацијата на кривичните дела е зголемена за 20%. Ако споредиме со периодот во 2022. Во делот на тешките кражби, по периодот од јануари до октомври 23 имаме зголемување на ефикасноста во расфилтувањето на тешките кражби за 19%, споредбено со истиот период 22 година. Исто така се бележи намалување и во делот на економскиот криминалитет, иако имаме отворено повеќе постапки од мината година и ефикасности тука се зголемува. Покрај ова за 19% се намалени прекршоците во 2023 година во делот на јавниот ред и мир, исто така компаративно со 22. Исто така во однос на безбедноста на сообраќајот може да се констатира евидентно намалување за 10% на сообраќајни незгоди со последица смрт. А само во првите 10 месеци од оваа година реализирани се 1968 превентивни активности на подрачјето на секторот за внатрешни работи Струмица. Ова е континуитет, тоа мора да го истакнам, бидејќи секторот за внатрешни работи Струмица со години наназад интензивно работи на превенцијата во секаков облик, што помага значително во подигнето и на јавната свест и подобрувањето на безбедносната состојба. Сакам да најавам денеска дека после завршувањето на средбите во секторот за внатрешни работи, ќе остварам работна средба со градоначалникот на Струмица, господин Костадинов, и при тоа ќе се упатиме кон Средното општинско училиште Јане Сандански, овде во Струмица, каде што ќе ја продолжиме кампањата која што ја започнаме, а е намената за средношколците, кажи не на дрогата, да за животот. Знаете дека ја започнаме во Јосип Брос Тито во Скопје и продолжува ни сите училишта во државата. Уверен сум дека и наредниот период на ова подрачје ќе биде зголемена динамиката на активности по сите приоритетни дејности кои ги имаме. На работната средба веќе разговаравме за новите приоритети согласно со потребите од овој регион и дека ќе продолжиме понатаму и со превентивни активности, меѓутоа и со
репресивни мерки, а сметам дека преку овие средби кои што ги имаме со отворен кабинет, преку контактите со граѓаните, веќе добивме и реална слика за тоа кои се потребите, мислењата на граѓаните, каде треба се подобрува генералната оценка и перцепција на сите граѓани кои што беа дека навистина има мирна и стабилна безбедностна состојба на целото ова подрачје. Благодарам.